Денес сме собрани во толкав број невладини организации, издруженија, фондации, платформи, за да побараме итно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација денес на собраниска седница. Имено Законот за спречување и заштита од дискриминација повеќе од 8 месеци е заглавен во собранието. И покрај јавното ветување на пратениците од СДСМ дека законот ќе се усвои во најкусможен рок, на пленарната седница во четвртокот на 7 март, без никаква оправданост и образложение, председателот на собранието ја прескокна точката за гласање на овој закон од дневниот ред. Со ова, собранието уште еднаш потврди дека потребите на граѓаните не му се приоритет на сегашното парламентарно мнозинство. Пратениците без проблеми знајдоа политички консензус за бројни закони, со кои си само доделија уште повеќе привилегии, со кои се воведуваат нови работни позиции за вдомување на политички кадри и се амнестираат лица за кои се покренати судски постапки. За волја на вистината, донесоа и низа закони со кои се попречува правдата. Се разбира, на штета на граѓаните. Со неусвојувањето на овој закон, пратениците и натаму покажуваат дека не им пречи што граѓаните се дискриминирани и лишени од механизми за заштита од дискриминација, особено оние кои се дел од ранливите групи и малцинства во нашата држава. Силно ја осудуваме реториката која ја користат пратениците од ВМРО ДПМН на парламентарната говорница, со која не само што ги етикетираат маргинализираните заедници, туку и отворено поттикнуваат дискриминација и насилство кон нив. Затоа ги повикуваме пратениците од најголемите политички партии од мнозинството, СДСМ и ДУИ, итно да го усвојат Законот за спречување и заштита од дискриминација на собраниската седница денес. Така е! И конечно да се одважат и да застанат на страната на граѓаните. Така е! Тука сме заедно да ги подсетиме народните избраници дека правата на граѓаните не смеат да бидат условени од личните ставови и партиските игри. Така е! Така е! Уште еднаш би сакале да ја информираме јавноста дека предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација забранува дискриминација врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација и родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување или друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус или која било друга основа. Со законот конечно би се надминале постоечките недостатоци во претходниот закон затоа што се професионализира Комисијата за заштита од дискриминација, се воведуваат построги критериуми за избор на комисионерите и се предвидува спроведување на јавен избор на комисионерите. Се воведуваат пократки рокови на постапката за заштита од дискриминација. Се зајакнува независноста на Комисијата за заштита од дискриминација и се зголемуваат нејзините надлежности. Се предвидува и ослободување од плаќање на трошоци за судски такси за граѓаните кои што ќе поведат постапка за дискриминација. Се препознава сегрегацијата како посебен облик на дискриминација, особено важна за ранливите групи кои секојдневно се соочуваат со неа, како на пример лицата со попреченост, ромите и други ранливи групи. Се овозможува тужба за заштитен од јавен интерес, акцио популарис, со што се овозможува и неформални групи и организации да можат да поднесат представка во име на граѓаните во случај кога се дискриминирани поголем број на лица. Повеќе од 100 граѓански организации, сојузи и фондации, мрежи на граѓански организации го поддржаа овој закон и побараа негово итно донесување.